Во последните неколку години сведоци сме на осцилацијата на цените на горивата и енергенсите. Има многу недоумици околу тоа, па затоа денеска го поканивме господинот Марко Бислимовски, председателот на Регулаторната комисија за енергетика и водно снабдување. Добре дојдовте во Автомагазин. Добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Господине Бислимовски, зошто така често се менуваат цените на горивата? Гледајќи ги цените на берзите, доаѓаме до едни различни заклучоци. На што се должи тоа? Значи, до 2019 година, до 12 мај, постоеше купопродажен договор со ОКТА, кој што заврши тогаш. Потоа, Регулаторната комисија за енергетика донесе своја нова методологија, врз основа на која што ги определува цените на нафтените деривати. Овој концепт на определување на цени на нафтени деривати е концепт кој што се применувал и во Словенија, и во Хрватска, и во Србија, и во Црна Гора, во сите земји од нашето обкружување, каде што во минатото се определувале цените, и согласно овој концепт ние ја зимаме цената на медитеранската берза, посебно за бензините, посебно за дизелот, посебно за екстралесното, посебно за мазутот. Секоја дневна котација која што е на оваа медитеранска берза, ние ја превземаме и понатака на нејзе додаваме трошокот за, односно курсот на доларот, и понатака останатите давачки во државата. За жал, во изминативе неколку месеци имаме сосема спротивна ситуација, односно за прв пат дизелот ни е повисок од бензините. Тоа не е затоа што така сака Регулаторната комисија за енергетика, едноставно тоа е тоа што е одраз на медитеранската берза и воопшто на сите берзи во светот. Значи, извинувам што ќе ве прекинам. Рековте медитеранската берза преку која се раководат и земјите од нашето обкружување, но кај нас, да кажем, имаме регулација на цената и до 3 пати во седмицата, а таму се регулира на, да кажеме, 2 недели. Србија е таков пример и Хрватска. Значи, во Србија и Хрватска до започнувањето на енергетската криза пазарот беше целосно либерализиран. Со започнувањето на енергетската криза, со цел да се спречи драстичниот раст на цените на нафтените деривати кои што се случуваше тамо, и Србија и Хрватска воведоа определување на цените на нафтените деривати. Тамо го определуваат на 2 недели, ние го определуваме на 1 недела. Значи, поентата ни е со 1 недела да не предизвикуваме ценовни шокови. Кога започна драстичниот пад на цените на нафтените деривати во светот, се случуваше помалите бензински пумпи во Македонија да се соочуваат со влошена ликвидност, бидејќи дериватите ги купуваа по повисока цена, а ги продаваа по пониска цена. Со цел да го избегнеме тоа, Регулаторната комисија за енергетика ги гледа сите претходни 5-дневни котации на секој нафтен дериват и доколку цената оди нагоре плюс 2 денара или надоле минус 2 денара, тогаш реагира. Значи, во опсегот над плюс 2 денара и над минус 2 денара, тогаш носиме соодветна одлука. Единствено тоа го правиме со цел не на традиционалните трговци да им помогнеме, туку да им помогнеме на помалите бензински пумпи во државата, кои што се случува со исклучително тешка ситуација и со влошена ликвидност, и на тој начин ја подобруваме конкуренцијата на овој пазар. Дизел горивото традиционално било поевтино секогаш од супер бензинот без огледали 95 или 98 октански. Исто така дизелот, рафинацијата да се добие дизелот е поевтина, бидејќи треба малку помала рафинација отколку да се направи супер горивото. На што се должи високата цена на дизелот? Ние не помниме во Македонија толку да имала разлика во цената во корист на дизелот или на штета на дизелот. Додека на западните земји и западните пазари дизелот изедначен, па сега е можеби и малку поскап од бензинот. Тоа се должи пред се на цената на берзата на медитеранската берза, но суштината зашто расте дизелот е поради тоа што прво дизелот е воено гориво,
се користи апсолутно во оваа воена агресија која што ја прави Русија врз Украина. Тоа е една работа. И втора работа е што голем дел на компании во Европа заради рекордно зголемените трошоци за природен газ се префрлаат на мазут или на дизел. За жал, во последните 15-20 години Европа ги затвори речиси сите своји рафинерии кои што произведуваа мазут. И сега единствено алтернативно гориво после природниот газ е дизелот и драстично се зголеми побарувачката на дизелот на светските берзи и тие се две најбитни причини зошто цената на дизелот толку се зголеми во изминатиот период. Инаку кај нас во државата акцизата за бензините е 22 денара, а за дизелот е 15,5 денара. Сега ние имавме, минатата недела беше карактеристична, каде што земјите членки на ОПЕК Плюс најавија дека ќе го намалат своето производство и дојде до лудило на цените на нафтените деривати. И конкретно како ќе се одрази тоа на нас? Затоа што ОПЕК е организација на производители на нафта плюс значи Русија, нели? Така е. Значи и сето тоа доведе до зголемување прецена на суровата нафта, а со зголемувањето на суровата нафта растат и дериватите кои што се произведуваат од суровата нафта. Дали тоа светска шпекулација? Дали се базира врз шпекулација цената на горивата или на реалната ситуација? Видејќи побарувачката за воената индустрија, односно за воената машинерија, Русија може самата да си ја покрие без никакви проблеми, па дури е еден голем извозник. Апсолутно, и според мене станува збор за шпекулација. Користење на ситуацијата од големите. Користење на ситуацијата од големите производители на нафтените деривати и од аспект на трошоци, нивните трошоци не се сега зголемени. Да не забораваме кога започна ковид кризата, нивната цена беше дупло помало отколку сега. Значи и тогаш имала и исплатливост, а не сега, но најверојатно се сака тие минуси кои што условно кажано минуси, тие помали профити што ги оствариле тогаш да се надокнадат сега и тоа се случува и тоа е процес на кој што ние како држава не можеме да влијаеме. Инаку јас знам дека има шпекулации дека намерно регулаторната комисија за енергетика го зголемува дизелот па да се полни буџетот, што апсолутно да се затнат некои дупки. Да, што апсолутно не е точно. Значи еве конкретно минатата недела од 3 до 7-10 во понеделникот сме започнале со цена на бензини $841, а на дизелот бил $999. До крајот на неделата, до петокот, имавме секојдневен раст. И на крај завршивме бензините $918, а дизелот $1220. Значи, сакам да ги убедам и вашите гледачи и граѓаните дека тоа што го превземаме од медитеранската берза, тоа ние не измислуваме на најбитниот параметар, го превземаме од медитеранската берза ФОП. Понатака го гледаме курсот на доларот, кој што за жал е исклучително висок. Имавме периоди да биде 64 денари, имавме, еве денес, например, е 63,7 денари. Да. Значи, исто така имаме сериозен притисок и од цената и од курсот на доларот кон денарот и дополнително, значи, ова на нас не е основна цена. Понатака додаваме трошоци за транспорт, кои што се $27, од пристаништето во Солун до складовите на нашите трговци. Имаме трошок за транспорт од складовите до пензиските. Тоа е од прилика 0,95 денари за литар и сето останато е давачки кон државата, надоместок за животна средина, акциза и ДДВ. Ние само определуваме како регулаторна маржа која што во моментов е намалена од 5,5 на 5 денари и тоа е тоа што го определуваме ние. Дали регулаторната комисија има механизми како да ги заштити граѓаните од цените? Единствен механизам кој што би можеле да го направиме е маржата и тоа ја намаливме. Сите останати државни давачки, акциза, надоместок за животна средина и ДДВ се
давачки кои што се утврдени со закон. И ние едноставно мораме да ги почитуваме, затоа што ние не можеме да кажеме ДДВ-то ќе биде 5%, треба да се промени законот за ДДВ и да се каже дека се намалува ДДВ-то. Значи ние влијаеме само како регулаторна на тие 5 денари од крајната цена на сите нафтени деривати. За крај, кои се вашите предвидувања? До каде ќе стигаат цените на дериватите? Тоа е исклучително тешко прашање. Бидејќи ја будно ги следите случувањата на светските берзи. И фјучерсите сега што ги гледаме овие денови е дека цената на суровата нафта со тој на нафтените деривати ќе оди нагоре. Но како што кажавте вие пред малце се шпекулација и ја би бил среќен доколку би се одржале на ова ниво цените на нафтените деривати, за да не кажуваме по некој месец колку беше ниска цената пред неколку месеци. Така да има сериозни притисоци врз цените, невообичаено ОПЕК да не се придржува кон договорите кои што ги направиле со Соединетите Американски држави, барем тоа било така во изминатите 20-30 години, но тоа е тоа. Ќе се научиме да живееме со вака исклучително високи цени за нафтени деривати, кои што се надевам дека еден ден ова лудило ќе престане и ќе се вратиме во една нормала. Ви благодарам многу на одвоеното време. Ние продолжуваме понатаму со Автомагазин. Не поскапуваат само дериватите, поскапуваат и автомобилите. Во просек во последниве 3 години од како почна пандемијата, автомобилите се поскапени за преку 40%. Па следната приказка е поврзана со тоа.